Светот на сајбер безбедноста, знаете, е една постојана игра на мачка и глушец. Бранителите секогаш се трудат да бидат чекор напред, ама најчесто изгледа како само да реагираат, да трчаат по напајачите. Но што ако може да ја свртиме играта? Што ако, наместо само да ги блокираме, можеме да им предизвикаме вистинска, трајна, па да ја наречеме болка? И токму тука лежи клучот, во оваа изјава од Дејвид Бјанко. Значи, ајде малку да го отпакуваме ова. Идејата е всушност многу едноставна. Не се сите траги што ги оставя еден напаѓач исти. Некои се, ситници. Лесно се наоѓаат, ама уште полесно напаѓачот може да ги смени. Други пак, тие го погодуваат право во срцето на операцијата. Го тераат да смени се од корен. Па ајде да почнеме да се качуваме по ова така наречена пирамида на болката. И нормално почнуваме од долу, од самата основа. Тука се наоѓаат индикаторите што, да, најлесно се забележуваат, ама за жал на напаѓачот не му прават скоро никаков проблем. Замислете ги како мали камчиња на патот, нешто што лесно ќе го заобиколи. И на првото, најниско скалило, ги имаме хеш вредностите. Што се тие? Најдобро е да се замислат како уникатен дигитален отпечаток за секоја датотека. Значи, секоја датотека, кога ќе ја провлечете низ некој алгоритам, како MD5 или SHA-256, добива свој уникатен код. И тука е финтата. Ако смените макар и една точка, еден бит во таа датотека, целиот тој код, целата хеш вредност се менува од корен. Токму затоа се супер корисни за брзо да се препознае некој познат вирус, например. И еве како тоа изгледа во реалноста. Гледаме како безбедносните алатки ги покажуваат овие MD5 и SHA-256 хешеви. Штом некој ќе открие малициозен софтвер, веднаш го споделува неговиот хеш, и потоа сите други можат веднаш да го препознаат и да го блокираат ако се појави кај нив. Звучи одлично, нели? Да, ама тука доаѓаме до проблемот. За одбраната супер лесно е да се блокира еден хеш. Ама за напаѓачот, за него е буквално тривијално да смени една запирка во кодот и ете ти сосема нов хеш. И целото блокирање паѓа во вода. Булката што му ја нанесуваме? Скоро никаква. Нула. Добро, ајде да се качиме едно скалило погоре. Следно наред. IP адреси. Сите сме слушнале за нив. Тоа се нели мрежните адреси преку кои малициозниот софтвер комуницира или се јавува дома за да добие наредби или да испрати украдени информации. И еве еден класичен пример. Еден процес, во овој случај гледаме дека е PowerShell остварува конекција со некоја надворешна IP адреса. Ова е школски пример за тоа како малициозен софтвер се поврзува со својот команден сервер. И повторно, одбранбената тактика е прилично јасна. Блокирај ја таа IP адреса на фајрволот. Едноставно. Меѓутоа, нападачите и за ова имаат решение. Можат да користат цел куп IP адреси кои постојано се менават. Техниката се вика FastFlux и одеднаш блокирањето станува игра на бркање сенки. Одиме понатаму. Доменски имиња. Ова е веќе нешто поразбирливо за нас, луѓето. Наместо да памтиме низа бројки, памтиме нешто како zlobnafirma.com. Тие имиња всушност само не насочуваат кон оние IP адреси за кои зборувавме. И да, и доменот може да се блокира. Ова е веќе малку подобро. За напаѓачот да смени домен, треба да регистрира нов, да направи некои подесувања, значи му создава малку повеќе работа. Мала главоболка. Ама да бидеме искрени, и ова се уште спаѓа во категоријата лесно. Болката е се уште многу мала. Сега, работите стануваат поинтересни. Влегуваме во средината на пирамидата. Тука веќе не зборуваме за ситници. Тука одбраната почнуваме на вистина да го нервира напаѓачот. Го тераме малку да се испоти. На ова ниво зборуваме за така наречени артефакти. Тоа се трагите што напаѓачот ги остава зад себе. Може да бидат на самиот компјутер, тоа се хост артефакти, како например специфични имиња на датотеки или некои чудни записи во регистарот. Или пак може да бидат мрежни артефакти, траги во комуникацијата како некој необичен user agent string. И кога ќе почнеме да ги детектираме овие работи, тогаш напаѓачот мора да ги менува своите алатки, да ги преправа, а тоа е веќе прилично иритирачко. И полека се приближуваме до врвот на пирамидата, до тешката категорија. Тука се индикаторите со кои одбраната може да задабе најсилен удар. Не зборуваме веќе за блокирање на еден напад, туку за уништување на цели кампањи.
Искачувајќи се, доаѓаме до нивото на алатките. Значи, фокусот не е веќе на една изолирана датотека, целта е да се детектира целата алатка што ја користи напаѓачот. Било да е тоа некој софтвер за кршење лозинки, некоја нивна специјално направена задна врата или пак некој конкретен експлоит. И како го правиме тоа? Со помош на понапредни техники. Например, наместо обичен хеш се користи нешто што се вика фази хешинг, како SSDIP. Што прави ова? Па може да препознае сличности. Тоа значи дека можеме да идентификуваме цела фамилија на малициозни алатки, дури ако напаѓачот направил ситни измени во нив. А тоа го принудува да ја фрли целата алатка во ѓубре и да почне да прави нова од нула. А тоа е скапо и одзема многу време. И евене, стигнавме до самиот врв, апексот на пирамидата. Тука се наоѓаат ТТП. Тоа е кратенка за тактики, техники и процедури. Тука веќе не зборуваме за една IP адреса или за една алатка. ТТП е нешто многу поголемо. Тоа е целокупното однесување, методологијата на напаѓачот. Како влегуваат во системот, како се движат од еден компјутер на друг, како ги извлекуваат податочите, значи не што користат, туку како работат. Со други зборови, кога ги таргетираме ТТП, ние го таргетираме целиот нивен прирачник за игра, целиот нивен начин на работа. Кога ќе успееме да го препознаеме и блокираме тоа однесување, не сме спречиле само еден потек, туку сме ја уништиле целата нивна стратегија. И ова е фундаментална промена во начинот на размислување. Одбраната станува проактивна, не реактивна. Наместо да се чека да се појави некој вирус, се бараат шеми на однесување кои се сомнителни. И кога ќе успеете да ги спречите нивните основни тактики, тогаш напаѓачот мора да се врати на таблата за цртање. Мора да смисли сосема нов начин на напад. Тоа е максимална болка. Добро, се искачивме да врвот, што можеме да заклучиме од сето ова? Па, пирамидата на болката ни дава една одлична стратешка рамка за тоа како да размислуваме за сајбер одбраната. Ги поминавме сите скалила. Од тривијалните хеш вредности на дното, каде што скоро и да не му правиме проблем на напаѓачот, преку иритирачките артефакти во средината, па се до самиот врв, до TTP, каде што ударот е најсилен и болката е најголема. И тоа е главната порака, суштината. Ефективна одбрана не е само да се соберат илниадници индикатори како хешеви и IP адреси. Ефективна одбрана значи да се цели што е можно повисоко на оваа пирамида. Да се фокусираме на она што на вистина го боли напаѓачот. На тој начин, неговата работа станува потешка, поскапа и на крајот многу пофрустрирашка. И за крај да оставиме едно прашање за размислување. Следниот пат кога ќе се анализира некоја закана или ќе се чита за некој напад, вреди да се запрашаме каде на оваа пирамида се наоѓаат нашите методи на детекција. Дали само бркаме хешеви и IP адреси или се обидуваме да го разбереме целокупното однесување на противникот. Одговорот на тоа прашање всусност кажува се за тоа колку навистина е ефективна нашата одбрана.